Почитувани слушатели, ви посакувам Божји благослов. Денес ќе зборуваме за свештенството во Стариот и Новиот Завет. Факт е дека во Библијата постојано се спомнува свештенството и нивната богослужбена активност во рамките на Божиот народ. Исто така, факт е дека улогата на свештениците се спомнува само во рамките на старозаветниот период до времето и појавата на Исус Христос со неговото распнување и воскресение. Почнувајќи од дела на апостолите во Новиот Завет, каде што се опишува раѓањето на Христовата црква и развојот на христијанството во средината на првиот век и понатаму, израелските свештеници се спомнуваат само во смисла на нивното обраќање од јудеизмот кон христијанството. Дела на апостолите 6 глава 7 стих како потврда за тоа. Се спомнуваат и во врска со престанување на нивната служба, во која што своето исполнување се наоѓа во Исусовото првосвештеничко дело. Ова стои запишано во писмото до Евреите 8 глава. Таму се зборува за тоа, бидејќи новозаветното христијанство е втемелено на Христовата наука и апостолската пракса, која што не познава некоја институција со специјално свештенство. Уште пред да се дадат 10 заповеди на Израел преку Мојсеј на гората Синај, Бог ги прогласи сите Јаковови потомци за свет народ и царско свештенство, велејќи: а сега, ако добро го послушаш мојот глас и го зачуваш мојот завет, ќе бидете мое посебно благо, одвоено од сите народи, зашто моја е сета земја. И ќе ми бидете царско свештенство и свет народ. Тоа се зборовите што ќе им ги кажеш на израелските синови. Сите првородени машки деца од сите 12 племења на Јакововите потомци припаѓаа на Господ според Божите заповеди. Сепак, според Божјата волја и избор како замена за сите еврејски првороденци во тоа време за посебна служба на Бог е избрано единствено племето Левиево. Ете, го зедов племето Левиево помеѓу сите израелски синови. Левитите имаа задача да бидат помошници на свештениците и да служат во шаторот на средбата и да се грижат за светите садови и останатите храмски предмети. А пак од друга страна и самите свештеници припаѓаа од Левиевото племе. Но за разлика од останатите левити, требало да имаат корени и потекло од Арон и неговите синови. Во времето на Давид имаше двајца свештеници од Ароновото потомство, Елеазар и Итамар. Тие биле поделени на 24 свештенички редови и биле поставувани исклучиво според Божјата волја со посебна облека, додека ја вршеле службата. Нивната служба се состоела од принесување на животински жртви пред Господ, кои што народот секојдневно ги носил за опростување на гревовите, или пак заради благодарност за Божите дарови. И сега се поставува прашање: има ли новозаветно свештенство? За разлика од старозаветните свештеници, кои во име на народот принесуваа жртви и влегуваа во шаторот на средбата, каде што останатиот народ немаше пристап во местото каде што се вршеше света служба, првосвештеникот, кој беше посредник помеѓу народот и Бог, влегуваше во најсветото место, тоест во Божјата присутност со крвна жртва од животно за опростување на гревовите на народот. Но новозаветните верници се во многу повозвишена положба од нив. Тие со молитва му приоѓаат на Бог преку жртвата која е еднаш за секојаш принесена. Исус Христос е нивен единствен посредник пред Бог, зашто Бог е еден и еден е посредникот меѓу Бог и луѓето, човекот Христос Исус. Врз основа на оваа посредничка улога, писателот на Евреите Павле ги охрабрува верниците да му пристапуваат во
потполна слобода врз темел на пролиената крв на Исус Христос. Зашто тој вели: А Христос, откако се појави како првосвещеник на идните добра и влезе низ поголем и посовршен шатор, што не е направен со рака, односно, која не е од оваа создавање, влезе еднаш за секогаш во светината на светините. И тоа не со крвта на јарци и јунци, туку преку својата крв и ни прибави вечен откуп. Ова стои запишено во писмото до Евреите 9 глава. Потоа писателот ги наведува евреите да го бараат Исус не во земните светилишта, туку она светилиште кое не е направено од човечка рака, велејќи: И така, браќа, кога имаме смелост да влегуваме во светината преку крвта на Исус, кој ни го отвори новиот и живиот пат низ завесата, односно неговото тело, и откако го имаме врховниот свештеник над Божјиот дом, да пристапуваме со искрено срце во полна увереност на верата, со срца кои преку попраскување се очистени од зла совест и со тело измиено во чиста вода. Евреите 10 глава. Паралелата е многу јасна и повеќе од јасна. Секој што го познава старозаветниот систем, знае дека првосвещеникот влегувал во најсветото место, шаторот или храмот, со крв на животно, а Христос како првосвещеник на Новиот Завет влезе во најсветото место во небото, во самото Божјо присуство, и тоа не со нешто туѓо или некое животно, туку со сопственото тело, својата крв. Затоа новозаветните верници му пристапуваат на Бог како свештеници кои во најсветото место влегуваат преку Христовата крв, очистени еднаш за секогаш. Единствената жртва што му ја даваат на Бог е нивниот посветен и угоден живот. Гледано преку призмата на Новиот Завет, може слободно да се каже дека во денешно време не постои улога на свештеник. Всушност не постојат свештеници кои посредуваат за народот, туку има учители, проповедници и евангелисти кои го проповедаат Божјиот збор, Библијата, и се назначени преку Светиот Дух за извршување на својата служба и за изградување на Христовото тело, црквата. Единствен наш застапник и посредник како првосвещеник е Исус Христос, кој и денес како свештеник се моли за својот народ. Нему нека му е слава во сите векови. Амин.